говорењето председателе, која пратеник бара збор за да дообјасни нешто. Ова е дел од нашите активности кои што ги имаме тука. Ја можеби злоупотреби. Ама на процедурално бараш работа која што е надвор од процедурата. Можеби го злоупотреби процедуралното, да кажем која беше намерата. Меѓутоа, повторно ќе се вратам на она што не можете да не убедите. Значи, ние реагираме за редоследот на пријавување за утврдување на дневен ред. И вие се повикувате на член 87, кој што вели дека на предлагачот, председателот на собранието му дава збор штом ќе побара. Дали сум јас предлагач? Да. Дали е предлагач владата? Да. Дали хипотетички може да биде предлагач 10.000 граѓани со подписи? Да. Кој или по кој член е, бидејќи јас се повикувам по член 8, да завршам председателя, имам уште 2 минути и 10 секунди. Да се произнесе по предлогот, ја на процедурално не може да дам предлог да ставам на гласање. 2 минути ми трае процедуралното согласно деловник. Кој е редоследот, кој од предлагачите да зборува прв? Се пријави прв, барав прв збор. Зошто не ми цитирате член и да ме убедите и да ви се извинам од оваа говорница, ако сте во право дека владата има предност да предлага предлог на утврдување на дневен ред на пленарна седница. Еве, пробајте да ме убеди, кажете ми го членот, јавно ќе се качам на оваа говорница, ќе се извинам. Ако сме барале, нема електронски систем на пријавување, дозволете редот како што го правиме тука при договор, при кревање на рака и не случајно побарав прв. Затоа немате аргументи да ми одговорите. Затоа што знаеш што ќе се случи во понатамошниот тек при утврдувањето на дневниот ред. Повелете, убедете ме и не се повикувајте на член 87, затоа што е општ, предлагачот, председателот на собрание му дава збор штом ќе побара. Дали сум јас предлагач? Сум. Дали е владата? Може да биде. Дали се 10.000 граѓани? Може да бидат. Кажете ми по кој член од овој наш деловник по кој што работиме, јас како предлагач, што сум се пријавил прв, немам право прв да го образложам предлогот на дневниот ред. Благодарам.